А може би сега е време и за Роберт да се вклучи како некој што преминал од културен активизам во институционално лидерство. За неговите искуства, лекции, различни позиции и погледи, низ неговите искуства, што сметате и кои се границите и можностите за кај нас да се дојде до некаква системска промена, односно како би можеле ова позиција Искра што ја објаснува да ја промениме, познавајќи го и сепак имајќи го искуството да се биде и од другата страна, нели, не само како независен во институционален работник. Да, ние се најдовме во специфичен момент 2017 година, кога, да речеме, и независната сцена учествуваше во така наречената шарена револуција и ние дојдовме во позиција, нели, да бидеме, да влијаеме врз власта за да се спроведат политиките. Меѓутоа, дали треба сме свесни дека тоа не беше момент на политичка победа во која што победникот со своите сваќања и концепти ќе направи некаква промена, туку тоа беше еден агонистички момент во кој што доаѓањето на новите тенденции беа дочекани со голем отпор од страна на политичките противници. Тие цело време не се осетија поразени во смисла дека нивните концепти, нивните политики се застарени, туку дадоа голем отпор. Тоа се гледа, нели, дури и денес на фонот на случувањата на настаните во Србија, кога тие го охрабруваат Вучич и автократскиот механизам во Србија да не дозволи тоа што се случи 2017 во земјата. Сега, без разлика што значи ситуацијата не беше чиста победа на поинаквото, на новото, на другиот дух, и во таа ситуација веројатно можеше да се направи нешто и за да се случи вистинска промена требаше да има, да речеме, еден нов управен систем кој што ригорозно ќе спроведеше промената. Знаеме да прочитаме дека, не знам, во Сингапур, не знам која година се применил некој закон, дошла некоја нова политичка класа, која што одеднаш од коруптивна земја ја направила во полна демократија, кај што се почитува владењето на правото и така натаму. Сега, за жал кај нас на почетокот имаше таков импулс, меѓутоа подоцна се намали таа волја на мнозинството или барем на тие што влегоа во институциите на системот да ја направат промената. И без резолутна, постојана, мобилизирана и во таа смисла и агонистичка намера да се смени ситуацијата, одеднаш отпорот на статус квото на некој начин надвладеа и кога не се случи промената суштински и длабоко, се сведуваше тук таму на неколку комбинации на или топ-даун политички структури или некаде каде што имаше, да речеме, реална потреба, па ќе се дојдеше до разбирање или до попуштање на притисокот, така што, да речеме, колективниот договор во културата, кој што е големо достигнување за секоја, нели, почит, беше типичен пример на даун-ап решение, кога незадоволните структури од долу наидоа на разбирање. Сега, меѓутоа имаше и ситуации кога, да речеме, некоја топ-даун иницијатива беше успешна, затоа што тоа така се случило, еве во културата, тоа и јас учествував, тоа беше, да речеме, ова иницијалната идеја за Скопје да стане Европска престолнина на културата. Меѓутоа, имаше, да речеме, друг проект кој што не успеа, тоа е расчистувањето до крај со Скопје 2014 од разни други причини. Во еден таков амбиент се најде и независната сцена во која што
предпоставените реформи, стратегијата која што беше донесена, немаше имплементација, новиот закон се развлече и стана непрепознатлив затоа што секоја нова постава во раководството на Министерство за култура го разводнуваше концептот на законот, за на крај инертните или оние маси кои што беа против новите промени или статус квото на некој начин надвладеа. Така што во суштина мене ми се чини дека тоа е ова искуство најсумирано кажано. Да се надоврзаме на веќе кога спомнавме работата на Министерството за култура и во воведот спомнавме дека поддршката за воинституционалната култура е повеќекратно намалена, многу да речем организации кои со години действуваат во полето на независната сцена, а се бават со маргинализирани теми или се сметаат за премногу критички, дури воопшто се исклучени од поддршката или ја имаат значително намалена поддршка добиена, скоро незабележителна. Што сметате дека го спречува Министерството за култура да воспостави еден праведен систем за финансирање кој долгорочно ќе поддржува независната културна сцена, кога знаеме со примери од регионот, како во Хрватска, дури во време на владење на десни партии, дека одредени активисти успеа да се изборат за систем на кофинансирање, односно финансирање на национално финансирање на воинституционалните актери, доста стабилен, доста транспарентен. Дали мислите дека тоа е немање волја, непрепознавање на културата како агенс, што спомна Искра, недоволна едукација на луѓето кои што се бават очигледно со овие прашања? Што е за вас клучно, што би можеле да бидеме чекор поблиску до некоја утописка желба наша? Да. Има неколку начини на кои што се случуваат пак промените кажано. Да речеме, веројатно примерот во Хрватска, каде што една прогресивна структура се избори за стратешка поддршка на независната сцена, беше прифатена од новите власти, значи тие тоа не го чепнаа, односно го оставија, односно тоа е политиката, дока ја застанав, ти продолжуваш. Например, тоа се случува во однос на уставните промени и промената на името. Значи, тука имаме континуитет, се прави новата власт на утрена, меѓутоа ја прифати промената и Преспанскиот договор. Значи, на некој начин можеше да има и таква позиција. Поддршката која што претходно беше или да се задржи, или па зошто да не дури да се надогради. Меѓутоа, да речеме, структурата реши да на итар начин да не ја даде понатамушната поддршка со откажувањето на интердисциплинарните проекти. Тоа е едно. Ми се чини дека вториот начин е овој за кој што зборував во првото прашање, а тоа е силна агонистичка борба и голем притисок врз властите, без разлика од која провиниенција се, да едноставно го прифатат. Не сум сигурен дали тоа ќе успее, особено ако го имаме предвид сега повторно отпорот кон тој колективен договор. Иако 90% од вработените во институционалната култура се симпатизери на владеачката партија, тие решаваат да го оспорат тој закон, фактички одат против укинувањето на правата на собствената база на симпатизери и гласачи. Така што никогаш не можете да бидете сигурни со политичките врхушки. Мене ми се чини дека најдобар начин е кога ќе се направи одреден консензус за значењето и важноста на независната култура и во таа смисла законите и поволностите ќе се терат во соработка меѓу сите власти
и тоа е механизмот на интерпарламентарни групи. Вчера беше формирана повторно интерпарламентарна група за прашањето на ромите. Очигледно е дека има барем декларативен консензус да се унапреди состојбата на ромската заедница, меѓутоа пак тоа не значи дека до крај тоа ќе успее, бидејќи се уште ромското население е најдискриминирано и покрај ЛГБТ заедницата, ромите и ЛГБТ заедницата се појавуваат во извештаите како најранливи, најзагрозени и кон заштитата на тие две категории граѓани има обврзни препораки. Така што веројатно треба некоја комбинација од сите овие методи, бидејќи јасно е дека далеку е независната културна сцена да биде прифатена како квалитет кој што придонесува за развојот на културата во земјата. Така што има еден огромен отпор и тоа што е, например, изненадувачки е дека тука институционалната култура или барем меритократските делови од институционалната култура не се солидарни, одбиваат да се солидарни. И во таа смисла, кога нема волја, нашиот административен апарат е толку бирократски и нефлексибилен, што секоја иницијатива дури и да доаѓа од највисоко ниво, а често пати и не доаѓа, значи тешко дека ќе се оствари.